Панче Жежовски воопшто не го познавал ниту бил во неговиот дом. Дента кога била убиена малата Вања спиел до 8:30, па некаде после 10 часот заминал во банка. Криминален ум не би убил Вања, туку нејзината мајка Зорица Ѓорчевска. Вака Љупчо Палевски, првообвинетиот за двојното убиство на Велешанецот и 14-годишното девојче, се бранеше пред кривичниот суд на 27 ноември кога беше убиена Вања. Палевски тврди дека откако се разбудил во штабот на Десна, прво го проштал куќето низ дворот, пиел кафе, читал вести, па со возило Фиат Добло заминал кон банка. Таму извршил две трансакции, првата во 11:30, втората во 11:44 минути. Потоа заминал во куќата каде бил роден, па кон Битпазар, каде од банкомат извадил 10.000 денари, пошто се вратил во штабот каде имал партиски состаноци. Барем тоа го тврди Палевски за кобниот ден. Доколку сакал да изнуди пари, вели жртвата немало да биде Вања. Класичен криминален ум кој е во релација со таткото кој веќе го поседува станот во зградата Фонтана и е законски наследник. Криминалниот ум би убил Зорица, а не Вања Ѓорчевска, затоа што целокупниот имот на тоа семејство заедно со депозитот од 30.000 евра во банка и новото возило ќе предат во владиние и 50% собственост на законскиот старател Александар. Тврди дека не го убил ниту Панче Жежовски, вели воопшто не го ни познавал, а прстот на еден начин го впери кон сообвинетиот Велибор Манев. Долги години имале недоразбирања со убиениот Велешанец. Наивните објаснувања на Манев за Жежовски се површни и неточни. Постои повеќе од кавга за бекатон коцки, бидејќи едноставното нешто што е одземено од куќата на Панче се токму списите. Во тие списи постои кривична пријава од Панче кон Велибор Манев, поплаки и пријави до МВР и СВР Велес и представки до Советот на јавни обвинителства до Коле Штериев. Во тие представки е точно опишано што се случувало. Во представките до Советот на јавни обвинители Панче тврди дека Велибор Манев е под заштита на Велес. Палевски реши да удри по обвинителството, кажа дека се користеле фалсификувани докази. Видеото кое беше објавено во доказната постапка според него било монтирано од повеќе видеа, а на датумот и периодот кој стоел таму, тој бил на бензиска. Од самите докази кои ги изведуваше основното јавно обвинителство, на нивните прашања кои беа поставени према сообвинетите, имаше големи разлики од доказите презентирани од обвинителството и низните изјави. Токму тие докази ние ги споредовме и денеска Љупчо Палевски ги презентира тоа споредба на докази од изјавите на сообвинетите и од она што обвинителството. По прашањата од неговиот адвокат, Палевски ќе биде испрашуван од обвинителите и судот и доколку се заинтересирани и другите обвинети, тоа е последниот кој дава исказ откако претходно тоа го сторија сите други обвинети.